Dobro večer, počitувам кавадарци! Победичко кавадарци! Како што очекувавме, така и ова вечер на 17 октомври, нашиот празник за кавадарци. Нашиот празник за кавадарци, каде што масовно испаднаа кавадарчани на гласање, со над 20.520 луѓе во една природна атмосфера, како што доликува на кавадарци, како што доликува на домачини луѓе. Само сакам пред се да заблагодарам на Општинската изборна комисија за транспарентност за нивната работа, да заблагодарам на сите служби кои што беа инволвирани во овие локални избори во Кавадарци, мирни, достоинствени, како да не е избори, како да е празник, а тоа било само поради една причина. Граѓаните на Кавадарци денеска ме обврзаа како никогаш до сега. Ми дадоа многу тешка обврска, многу тешко доверие, многу тешко поверение. 15.000 гласа! 15.000 гласа наспроти неполни 5.000. По проценти изразено 75% на 25% од излезеност. Луѓе, тоа е многу големо доверие. Верувајте дека покрај мојата храброст и покрај моето чувство и еве втор мандат, мислам дека од радост цела снага ми трепери ради големото доверие. Доверието не е мала работа. Обврската е моја на ВМРО ДПМН, на коалицијата, да ова што ни го дадоа кавадарчани денеска ние го оправдаме. Ова што треба да го оправдаме, исто како една мајка што те родила и изгледала. Дори и повише од тоа. Три недели водевме кампања, вече предходно 4 години работевме, сработивме за Кавадарци. Сакам да ги поздравам сите оние што беа во кампања, нашите сопартици, нашите пријатели, симпатизери, граѓани, носителот на листа доктор Рамов, целокупната листа, нашиот председател и сите што беа тука инволвирани. Многу луѓе кои што ветерани, умаса, значи сите дадоа се од себе, а пред се кавадарчани го препознаа тоа, ја поддржаа максимално и листата на 2:1 на нивната листа. 2:1! Јас сакам тука, пред медиумите и пред вас сите, да ви ветам се она што зборувам и се она што е запишано во нашата изборна програма. Ќе ни биде малку за 4 години, повеќе ќе сработи. Верувајте дека Кавадарци ќе се движи како во овие 4 години, ќе работиме напорно секојдневно, често, транспарентно, објективно, отворена општина за граѓаните, отворен граѓанин, транспарентен совет. Сите структури ќе ги запазиме, ќе си работиме работа, само ќе продолжиме во континуитетот кој што го имаме. Ви гарантирам, лично заедно со мојот тим, дека во наредните 4 години ќе сработиме се што кажувме. Пред се, оние проекти кои што ги зборувавме големи за Кавадарци, ќе бидат од големо значење за нашите Кавадарци. Од големо значење за нашите повозрастни луѓе, дечиња. Кавадарци се запишува во историјата, Кавадарци за кратко време ќе се запиши во Скопје, Кавадарци ќе биде и во централна власт. Кавадарци заслужува. Пред да дадам да се обрати господинот Стојан Рамов, сакам да заблагодарам и на моето семејство за овие 4 години,
и ще ме трупат наредните 4 години ответе на дома. На моята сопруга, сестра, деца, внуци, мајка, зетовци и целокупното моje обслужувани по делото семејство. Меѓутоа, за тоа вие граѓаните ќе ме чувате исто како семејство, а јас се грижам исто како за семејство. Ќе си видиме заеднички сите, 4 години ќе се чувствуваме заеднички. Сакам да заблагодарам на сите оние 15.000 што го дадоа глас. Сакам да заблагодарам и на оние 5.000 што не го дадоа глас. И на оние што има неважнички листи. Кавадарци еднакво кавадарчани ќе бидат здрави и живи, сите ќе живееме заедно. Од тука сакам на против кандидатот господин Горан Тодоров, нема го спомнав името, сега ќе го спомнам. На господин Горан Тодоров да му укажам една работа, дека не му било времето. Нема среќа. Кавадарчани го препознаат. Али не е крај на светот да заблагодарам на транспарентната кампања и да продолжи со живот од утре рад и заедно с сите сограѓани. Кавадарци е голем град со голема душа, ние сме христијани, знаеме и да простуваме и да се дружиме. Да заблагодарам и на сите советнички листи кои што водат кампања, да заблагодарам на се она што е Кавадарци и верувате, прв пат у животот, после 3,5 години сум возбуден како пред 4 години. Ви благодарам уште да сте здрави и живи. Да живее Кавадарци, да живее Македонија, Кавадарци на прво место. Митко за сите и Кавадарци за сите. Ви благодарам. Почитувани сограѓани, добро вечер. Ми представува посебна чест и задоволство што оваа вечер, како што рековме, да се израдуваме заедно, да се израдуваме на делата во изминатите 4 години. Меѓутоа, да бидам искрен према вас, оваа ваша доверба ми влее страв во коски. Народот секогаш е во право. Тој знае многу да дади, меѓутоа знае и многу да казни. Тоа што можам да ви го ветам, како носител на советничката листа на ВМРО-ДПМН, општина Кавадарци, во наредните 4 години ќе биде најтранспарентна општина. Сега сме на 3-то место, ќе одиме уште погоре. Кавадарци ќе биде, граѓани, за сите од 1 до 101 година и да ви ветиме дека заедно сите со вас сложно ќе го градиме Кавадарци. Нас тоа ни е аманет оставен од генерациите низ вековите. Оваа вечер да прославиме, а од утре со Господ напред на работа. Благодарам, да сте живи и здрави.
Председателот на Општинскиот комитет ќе го поведе орото. Ајде, председателе! Radio Kavadarci.